Спогодба за соработка во борбата против недозволената трговија со наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори денес беше потпишана меѓу Македонија и Русија. Подпишаниот договор предвидува и размена на работни искуства преку работни состаноци, конференции и работилници, но и обука на персоналот за борба против недозволената трговија со дрога, како и формирање заеднички тимови, размена на експерти и информации за резултати од криминалистичките и форензичките истражувања. Според договорот кој денес го подпишавме, соработката ќе се остварува преку размена на информации и меѓусебна соработка во делот на превземање на соодветни полициски активности како противмерки со цел на времено осознавање, откривање и спречување на криминалните дејствија од областа на недозволена трговија со дроги. Истиот представува и рамка за спроведување на оперативни и истражни дејствија преку взаемна организацијска и друга помош при откривање на кривични дела, како и спроведување на активности што подразбираат контролиран транспорт на наркотици. За директорот на Федералната служба за контрола и движење на наркотици од Руската Федерација, борбата против нелегалната трговија со дрога е актуелна тема во светски рамки, но и во Европа и во Русија, поради големата количина дрога која се криумчари. Македонија заради својата местоположба во центарот на Балканот е прва на удар на наркотрафикот. Затоа добро е што Македонија соработува со своите соседи во врска со пронаоѓање на големи количини дрога не само на својата територија, туку и на територијата на другите земји. Тој смета дека покрај соработката во разбивањето на маршрутите по кои дрогата стасува во Европа и Русија, треба да се работи на откривање и ликвидирање на производството на дрога во Авганистан, но и откривање на оние кои ги снабдуваат со дрога лицата што потоа по тие маршрути ја криумчарат.